претешко е некој да му ставиш во глава дека треба да биде дисциплиниран и дека ќе успее, дека ќе направи огромна трансформација. Пред се мораш да ги мотивираш, затоа кажав дека ти бираш каков тренер ќе имаш. Пред се тренерот треба да ти биде слика за тоа што го правиш, да се мотивираш од тренерот. Сега тренерот ако ми е 100 кила зборам, ако е дебел, од што јас ќе се мотивирам ако го гледам него. Не можеш да се мотивираш. Така да, и пак ќе кажам дека сум строга со тие, почетокот ми е стварно тежок за да ставам кај некој у глава дека мора да биде дисциплиниран, дека мора да внимава на храна, мора да внимава на тренинзи, да биде редовен на тренинзите. Колку се поистоветуваш со нивниот успех? Колку те боли да кажеме ако не успеат или ако не истраат Да, во мака програмот? ми е и одма ги фаќам кога ќе се опуштат со храна, значи тоа сум махер за тоа. Значи, да, ако некој касне нешто, знаеш, ќе се опушти, нема да знамете, ќе се окрие од мене на тренинг, ќе дојде, јас одма ќе приметам, или енергија ќе нема, или гледам дека шлапка по телово има врзано вода. Значи, да, криво ми е, зашто сакам да ме слушат, за да бидат задоволни од тоа што правиме. Реално, кога би ме слушале, да не претерам, али ајде, 80% да внимава, да ме слуша тоа што го кажувам јас, огромен успех имат, огромна разлика. Мада нормално сега, знаеш, има и луѓе што се стрбни, што сакаат се да пробат, сепак се име до нивната психа и до нивната глава. Ако кажам дека денеска ќе стојам на тоа што треба да јадам, како што ми е кажано, и треба да останам на тоа. Да, колку е односот со храната дел од карактер на човек, затоа што да кажем, ја познам луѓе кои што се карактер за многу работи во животот, но кога ќе дое ред храната, значи тука имаме као друг пристап, значи има некои луѓе да кажеме се ставаат во категорија на гурмани, вика јас сум Да, гурман, значи да. ја не знам гурман што значи, тоа е неограничено јадење на храна, на убава Дека храна. сакаат да уживаат во храната, мада во овој спорт и ако сакаш да изгледаш фит, убаво и здраво тело, здрав дух, пред се здравјето да биде на прво место, реално треба да се дистанцираш од нездравата храна и брзата храна, што збориме како тестенини, преголема количина на масти, на шеќер, сето тоа ти го успорува процесот за да напредуваш. Храната е 90% успехот во тоа што ќе го направиш. Ако се придржуваш на храната, трансформацијата е најмал проблем. Значи, пред се храната е на прво место, потоа тренинзите. Мада едно без друго не иде.